Почитувани, добар ден. Во програмата Радио што се гледа редовно одвојуваме простор за граѓанските иницијативи и активности. Овој пат ќе разговараме со Александар Цеков, представник од Центарот за истражување и креирање политики. Ќе стане збор за проектот Смарт Балкан, граѓанско општество за поврзан Западен Балкан, финансиран од страна на Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка со грант од над 17 милиони евра, чија што имплементација започна од почетокот на годинава. Станува збор за вмрежување на граѓанскиот сектор од земјите на Балканот. Проектот се имплементира од страна на конзорциум од 3 организации од регионов, Центар за промоција на граѓанското општество од Босна и Херцеговина како водечки партнер, Центар за истражување и креирање политики од Македонија и Институтот за демократија и медијација од Албанија и ќе обезбеди повеќе од 450 грантови во 6 држави од регионот во период од 4 години. Повеќе за целта на проектот, предвидените активности, начините за градење партнерства, планираните јавни повици за учество и грантирање на граѓанскиот сектор и медиумите од разговорот што ќе следува со Александар. Добар ден, Александар, дали се слушаме? Добар ден, малце послабо ве слушам, меѓутоа се слушам. Да, ние те слушаме одлично и чинам дека и видеото, односно сликата е одлична. Би започнале со разговорот со прашањето зошто е важно зајакнувањето на граѓанските организации или колку тоа ќе помогне во отворањето на процесите за поголемо учество на граѓаните во носењето на одлуки. Така, најпрво да се заблагодарам за поканата и за можноста да го представиме овој проект и да ги информираме и граѓанските организации за можноста за аплицирање за грантови, односно за поддршката која што е достапна за граѓаните и за граѓанските организации. Во однос на вашето прашање зошто е важно зајакнувањето на граѓанските организации, видете, јаки граѓански организации е одлика на силни општества, односно колку по граѓанските организации се силни, односно учествуваат во процесите на донесувањето на одлуки, толку граѓаните со нивните барања и потреби се позастапени во самиот процес и на тој начин самото општество им излегува во пресред и државата. Значи, да сублимирам зајакнувањето на граѓанските организации е исклучително важно, бидејќи со помош на солидни и одржливи граѓански организации и мрежи на граѓански организации ќе се стимулира нивното заземање на поактивно учество при градење на мирно и инклузивно општество. Впрочем, тоа е и самата цел на проектот, односно да се зајакне партиципативната демократија и евроатланската интеграција на Западниот Балкан преку оснажување на граѓанските организации. Би се постигнал и одржлив развој во земјите од регионот каде се имплементира проектот, а тоа се Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија. Тоа би значило секако создавање на една поголема мрежа на невладини организации што би имале иста цел. Извинувам? Тоа би значило вмрежување на повеќе организации кои што од овие 6 земји кои што ги напоменавме, што би имале практично и иста цел. И затоа и второто прашање, на кој начин проектот ќе ги зајакне граѓанските организации, кои активности се предвидени во таа насока, какви се очекувањата на крајот на проектот и што е најважно, какви промени се очекуваат по завршувањето на самиот проект во граѓанските организации. Така, ако разбрав добро и слушнав, ме прашувате за активностите кои што се предвидени во рамки на самиот проект. Вака, имаме два типа на активности, две компоненти во самиот проект. Едната компонента е, споменавме, оснажување, односно зајакнување на капацитетите на граѓанските организации, а другата компонента, другиот тип на активности е грантовата шема за граѓанските организации. Така да во рамки на оваа втора компонента предвидени се околу 450 грантови наменети за граѓанските организации во целиот регион, да напоменам. Тоа што за Македонија и Србија, бидејќи Центарот за истражување и креирање политики е одговорен за спроведување на овој проект во Македонија и во Србија. За овие две земји се предвидени некаде 160 грантови,
За Македонија конкретно се предвидени некаде околу 60 до 70 грантови. Сите овие грантови се поврзани со две теми: сигурност и стабилност и со добро управување, односно добро владење. Значи во овие две теми главно ќе делуваат граѓанските организации, со тоа што ќе бидат вклучени многу подтеми. Практично сите оние теми кои што се релевантни за овие две главни теми ќе бидат опфатени и ќе им биде овозможено на граѓанските организации да аплицираат и да добијат соодветна финансиска и друга помош. Во однос на резултатите, рековме дека очекуваме да создадеме, односно да придонесеме кон создавањето на посилни, подрасливи и поактивни граѓански организации во Западен Балкан, кои што ќе имаат зајакнати капацитети и подобрени ресурси со цел поефикасно учество во креирање на политики. За таа цел, конкретно ќе напоменам дека имаме предвидено акредитирање на тренинг програми, односно финансиска академија, и очекувањата се дека околу 190 учесници во овие 6 држави за 2 години ќе поминат преку оваа академија, ќе ја следат програмата, ќе може да ја следат, да ги зајакнат на тој начин своите капацитети за финансиско преработење, бидејќи утврдивме во претходниот период кој што анализиравме кои се потребите на граѓанските организации. Така натаму увидовме дека една од главните пречки, односно недостатоци со кои што се соочуваат и недостиг на ресурси е токму во делот на финансиското работење. Така да заради сето ова се одлучивме да акредитираме финансиска академија за конкретно наменета за граѓанските организации. Понатаму имаме и други тренинг програми кои што се дизајнирани по мерка согласно потребите на организациите и ќе бидат идентификувани клучните поли каде најмногу е потребна поддршка на граѓанските организации. Понатака ќе биде, односно веќе е во фаза во завршна фаза методологија за проценка на капацитетите. Ќе бидат понудени директни менторства наменети за помалку развиените граѓански организации, понатаму ќе имаме на специјализираната платформа која што е наменета за граѓанските организации. Да, напоменавте дека да ги користат граѓанските организации. Напоменавте дека во тек е креирањето на платформата на граѓански организации кои што ќе бидат заинтересирани за учество во јавните повици, кои што во наредниот период ќе бидат објавени за овие 6 земји кои што ги напоменавме, а тоа се Србија, Македонија, Косово, Босна, Херцеговина, Албанија, за вклучување во сите тие јавни повици. Една од главните компоненти на проектот е грантовата шема, што ќе придонесе кон зајакнување на капацитетите на граѓанските организации. Кои типови на грантови се нудат и каков е интересот да се вклучат граѓанските организации во земјава и во регионот? Така, ја споменав платформата за граѓански организации на која што smartbalkansproject.org, значи таму граѓанските организации кои што се заинтересирани да аплицираат, ќе треба да се регистрираат. Прилично едноставна е постапката за регистрирање, а во однос на грантовите кои што ги имаме на располагање, значи имаме оперативни грантови или институционални грантови, имаме локални иницијативи, национални интервенции, регионални грантови, медиумски грантови, значи наменети за медиумите, креативни кутии и така наречени ad-hoc грантови. Интересот е огромен за овој вид на поддршка, значи тоа се гледа од фактот дека повеќе од 600 организации во регионот веќе се регистрирани на нашата платформа. И веќе, бидејќи 2 повика веќе беа објавени, тоа беа за повиците за оперативни и регионални грантови, имавме за оперативни грантови околу 240 апликации во 6 земји и за регионални грантови имавме 120 апликации. Значи прилично големи бројки во однос на заинтересираноста и во однос на апликацијата.
Разгледувајќи ја платформата, можев да забележам дека од Македонија релативно е помал бројот за разлика од останатите земји. На што се должи тоа? И кажете ми еве следно прашање, кога може да се очекуваат следните повици за граѓанските организации да бидат подготвени и да се вклучат во таа голема мрежа или во таа голема платформа за добивање на одредени грантови за спроведување на одредени иницијативи? Па не би рекол дека интересот од Македонија беше помал, бидејќи од Македонија имавме 50 на апликација, ако зборуваме сега за оперативните грантови, во другите земји, бидејќи имаме прегледи по земји, во другите земји беше прилично еднаков број, 60 во најдобар случај и некаде 40 апликации во една од земјите кој што беше најмалку, каде што имавме најмалку апликации. Така да мислам дека интересот е големи во Македонија, имаше доста заинтересираност и мислам дека организациите веќе се добро запознаени, еве преку оваа можност и вие што ни ја давате како медиум, да ги информираме граѓаните да аплицираат за овој тип на поддршка во нивната работа. А во однос на прашањето кога може да се очекуваат следните повици, значи нам календарот ни предвидува да имаме во декември и во јуни, значи секој декември во наредните 4 години во јуни имаме повици, така да може да очекуваат граѓанските организации дека во декември ќе бидат објавени повиците и за останатите грантови, за локалните иницијативи, националните интервенции, медиумски грантови и креативните кутии. Со тоа што адхок грантовите се отворени за апликација доколку се јави некоја не планирана потреба од акција од страна на граѓанските организации. Интересно е што имате планирано јавни повици кои што се однесуваат и на медиумите. Јас би рекла на вистина во вистинско време, бидејќи медиумите во Македонија се соочуваат со огромна криза, заради се она што ни се случува како криза во општеството, тоа е добро, е за поздравување. Следното прашање се однесува на вашиот став и оценка каква е состојбата на граѓанските организации во регионот и колку може сето ова да помогне за зајакнување и работење на граѓанските организации и какво е влијанието на невладиниот сектор врз општествените процеси. Споменати на почетокот, едно од предизвиците, односно проблемите кои што ги воочивме во сите овие општества, односно во сите држави кои што се вклучени во проектот, е тоа дека граѓанските организации релативно малку се вклучени во процесите на донесување на одлуки и во процесите на креирање на политики. Значи, скоро во сите земји се повторува овој недостаток и од тука нам целта ни беше да го подобриме тој процес, односно да поставиме соработка помеѓу државните институции и граѓанските организации, со тоа што ќе ги изградиме дополнително капацитетите на граѓанските организации, за да можат што поефикасно да се вклучат во процесите на донесување на одлука и на креирање политики, да понудат поквалитетни решенија, поквалитетни предлози да дадат при процесот на застапување а од друга страна се тоа ќе придонесе за зајакнување на довербата кон граѓанските организации од страна на граѓаните. Бидејќи повторно еден од предизвиците што ги воочивме, недостатоците во граѓанскиот сектор е тоа што довербата на граѓаните кон граѓанските организации е, ајде да кажам, малку дискутабилна, односно се намалува, е намалена, значи имиджот треба да се подобри, бидејќи капацитетите на граѓанските организации се солидни, да кажеме, имаат можност граѓаните преку граѓанските организации да влијаат на политиките. И од тука сметаме дека треба да се зајакне целиот тој процес, односно тој триаголник меѓу државни институции, граѓанските организации и самите граѓани, за да се направат позитивни промени во општеството, кои што ќе имаат позитивно влијание и позитивен одек во целото општество. Во изминативе неколку години се
настојуваше да се направат некакви реформи за да се подобри целата оваа ситуација. Меѓутоа, повторно ќе кажам, изостанува директната вклученост на граѓанските организации во процесите на донесување на одлуки. Меѓутоа, имаме и еден друг проблем со кој што се соочуваат граѓанските организации, а тоа е нивната самоодржливост. И капацитетите пред се мислам и на човечките ресурси, меѓутоа и на оние материјалните, бидејќи за да креирате политики ви требаат човечки ресурси, обучен кадар, персонал, меѓутоа ви требаат и дополнителни средства кои што ќе можат да придонесат кон ефикасно креирање на политики. Така да сметаме дека со овој проект ќе можеме да ги поддржиме тие процеси, ќе можеме да ги зајакнеме внатрешните капацитети, меѓутоа ќе можеме и финансиски да ги зајакнеме организациите за да можат да го работат оно што најдобро го знаат да го работат, тоест да ги идентификуваат проблемите на граѓаните, да ги застапуваат и да учествуваат во процесите на креирање на политики во државата. Бидејќи еве ќе споменам на една од конференциите кои што ги организиравме за промоција на овој проект. Организиравме конференции во сите 6 држави, вклучително и во Скопје овде за граѓанските организации од Македонија. И во една прилика амбасадорот на Норвешка спомена дека као позитивна практика од Норвешка, дека норвешките институции, односно сите чинители во државата, се на став без разлика дали е опозиција или позиција или од која провиненција доаѓа, дека не може да си дозволат да не ги вклучат граѓанските организации во самиот процес на донесување на одлуки на сите нивоа, на локално, на регионално, на национално ниво. Така да имаме што и да научиме од тие практики, ќе се обидеме позитивните практики да ги представиме тука, да ги имплементираме, да им ги понудиме како пример за тоа како може да се вклучат поефикасно граѓанските организации и како понатака можат да влијаат на општествените промени. Александар, јас ти благодарам за твоето гостување, кое што овој пат е онлайн. Се надевам дека следниот пат ќе ни бидете гости тука во студиото, бидејќи јас пак уште една забелешка ќе кажам во однос на делувањето на невладините организации. Невладините организации надвор од Скопје некако се запоставени, треба повеќе да им се обрне внимание затоа што тие се бројни, но сепак треба малку повеќе внимание да се обрне и на невладините организации и медиумите кои што делуваат надвор од главниот град на Македонија. И тоа е еден од предизвиците кои што ги воочивме и за тоа се залагаме, значи за повеќе еднаков регионален пристап во доделувањето на грантови, така да еден од критериумите ќе ни биде и токму тоа, покрај тематскиот аспект, ќе ни биде и тоа нум, за да можеме, бидејќи посебно граѓанските организации од внатрешноста се соочуваат со проблеми, со одлив на мозоци, да кажеме, бидејќи миграцијата во странство и кон Скопје е огромна, така да тие организации свесни сме дека имаат сериозни предизвици со задржување на кадар. Па сметаме дека со овој проект ќе дадеме придонеси кон решавање на овие проблеми. А во однос на, ако ве слушнав добро, бидејќи малце послабо ве слушам, во однос на гостувањето ќе ви биде чест да дојдеме во вашето студија и впрочем предвидени се такви посети, така да ќе ги посетуваме сите грантисти, да им понудиме поддршка, да им понудиме менторство, и да ги посетиме на терен, така да кога ќе бидеме во Пелагонискиот регион, ќе ни биде чест и задоволство да ви бидеме гости. Благодарам уште еднаш, Александар. Тоа беше разговорот со Александар Цеков, представник од Центарот за истражување и креирање политики. Разговаравме за проектот Smart Balkan, кој што во наредниве 3,5 години ќе биде активен на територија на 6 држави, значи на целиот Балкан, а јас верувам дека тие активни повици кои што ќе бидат веќе од декември ќе вклучат голем број на невладини организации и медиуми кои што работат не само во Скопје, туку и надвор од главниот град. Александар, те очекуваме следниот пат тука да ни бидеш гостин во нашето студио. Реално. Благодарам уште еднаш. Добар ден. Исто.
I can walk, I can talk, I can move, I can go, I can fly, I can try, I can move like this. Radio blah, koje te blah, sluša. blah, blah. Radio Make your Pelo. desire, yes, I can jump in the fire.